Денеска православната црква прославува два значајни верски празници: споменот на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец Ѓурѓовден, односно празникот на природата и животот, и источен петок Балаклија, празникот на Мајката Божија, кој секоја година се слави првиот петок после Великден. По тој повод утрово голем број верници го посетија православниот храм Свети великомаченик Ѓорги и присуствуваа на литургија во дворот на црквата, каде по завршувањето на сите верници им беше поделена од светата вода. Светата православна црква во првиот петок од Светлата седмица оваа година празнува два празника. Тоа е празникот Источен петок Балаклија, а исто така учествува и споменот на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец, патронот на храмот овде во црквата во Кочани. Примерно од читието знаеме дека светиот Ѓорги Победоносец е роден во Кападокија и знаеме дека бил војник, како што и нели се изобразува во православната иконографија. Поради тоа што бил христијанин, во тоа време знаеме дека сурови биле мачењата кон оние кои што биле христијани, све со цел нели да се откажат од христијанството и да се приклонат на многобожечките идоли. Но светиот Ѓорги Победоносец, знаејќи нели дека Христовата вера е вистинска, не се откажува, поради тоа е мачен од императорот од страна нели на со наредба на императорот Диоклецијан, каде што со својот живот посведочува нели за верата Христова во некаде во околу 303 година според преданието, додека нели за празникот Источен петок Балаклија според преданието ова црква е и овој празник е востановен за време на императорот Лав Мудриот, каде што нели некој слеп човек откако бил одведен на тоа место и бил замен со таа вода, му се јавила Богородица и нели во спомен на тоа чудо е востановен нели овој празник, овој спомен кој што се случил токму на петиот ден од Светата седмица. Црквата овој извор се наоѓа во Истанбул или Цариград, како што милуваме ние православните да кажеме. Над него има изградена црква на која што по Божја промисла бев удостоен нели лично да присуствувам токму на тој ден. Тоа е едно навистина големо торжество. И во тој извор според преданието нели многумина добивале исцеление од каква болеси боледувале. Како голем празник Ѓурѓовден се поврзува со Великден, па и во народната песна се пее за нивната поврзаност, за раззеленувањето на вегетацијата и за враќањето на животот по пасивниот зимски период.